во македонскиот речник има еден збор кој што се вика феномен, а се однесува на некои исклучително ретки, специфични појави и кај нас обично феноменално го користиме зборот за нешто што е добро. Но во моево обраќање феноменално ќе го употребам како нешто што е навистина чудно. Редок феномен имено е да имаме предлог законско решение поднесен од група на пратеници од владеачко мнозинство, за кој што мислам дека можам јавно да кажам дека имавме понуда од колегите од владеачкото мнозинство и ние да бидеме подпишани како предлагачи за оваа измена, но со информација дека целта на овој предлог закон за измена и дополна на Законот за здравствена заштита ќе биде да им се удоволи на младите лекари во Република Македонија она што тие го бараат и да се спречи конечно одливот на младите лекари надвор од Република Македонија, а нивното барање е овој стаж да се укине. И имаат повеќе образложенија во тоа, меѓу кои што нели знаеме дека нивните студии траат 6 години, дека добар дел од студиите, да речам 2 или 3 години, го обавуваат на клиниките, односно испитите се одвиваат во клиничкиот и ако таа била целта, што очигледно дека не била, бидејќи во предлог законското решение првичното за измена на овој закон стоеше дека ќе се укине овој 6-месечен стаж, кој што во постоечкото законско решение беше утврден да биде само во јавните здравствени установи, односно во здравствените домови на Република Македонија, за да сега имаме амандманско решение, поднесено исто така од група на пратеници од владеачкото мнозинство, но да, не се истите кои што го предложиле овој предлог на закон, може би се консултирале со министерот за здравство, не знаеме, но тој е сосема контрадикторен од она што нас ни се нудеше за и ние да се приклучиме на ова предлог законско решение, односно со овој амандман останува задолжителниот стаж од 6 месеци за докторите на општа медицина кои што се стекнати со лиценца, значи останува задолжителниот 6-месечен стаж, но се проширува да не биде задолжителен само во здравствените домови, туку и во сите здравствени установи на ниво на Република Македонија. Затоа го употребив зборот феномен, бидејќи да имаме во период од 1 месец едно предлог законско решение од иста пратеничка група за на предлог законско решение да имаме амандмански предлог за измена, што е сосема спротивна од она што е поднесено, е навистина феномен. Феномен, така да ние како пратеничка група би сакале овде еве јавно пред камери да се разјасниме. Мене прво бидејќи со предлог законското решение, предлог законот за измена и дополна на Законот за здравствена заштита, нели се предлага измена на членот 141 од овој закон и мене на пример ми е енигма ставот 1 од овој член кој што останува да важи, па би сакала да ја расчистиме таа дилема, бидејќи во ставот 1 е наведено здравствените работници со високо образование можат да специјализираат ако имаат завршена пробна работа, положен стручен испит и лиценца за работа. Мене ми е дилема дали овој термин пробна работа се однесува на онаа пробна работа која што е задолжителна пред да се полага стручниот испит и да се стекне еден дипломиран доктор на медицина со лиценца за работа, или овде се мисли на пробнава работа ова што ја зборуваме што беше во тековново законско решение како задолжителна од 6 месеци. Доколку се мисли на пробна работа која што е услов за полагање на стручен испит, тогаш е во ред. Но доколку се мисли на ова 6-месечен стаж, тогаш ние би оделе со едно комисиско предлог амандманско решение овој став 1 од членот 141 од односно од предлог законот на колегите пратеници да се брише, па да одиме на став 2 каде што ние би предложиле воопшто да нема 6-месечен стаж за младите дипломирани доктори на општа медицина, бидејќи сакаме да излеземе во пресред на реалните барања на младите доктори во Република Македонија, бидејќи знаеме дека добар дел од нив откако ќе се стекнат со диплома и немаат трпение овие 6 месеци да ги поминат,
Имавме сведоци, бевме на многу јавни дебати, телевизиски емисии, лични реакции до нас самите. Можеби ние како со подолгогодишен стаж и искуство од областа на здравството и не во добар дел можеби сме во дилема дали да има или нема 6-месечен стаж, но јас гледајќи она клучна причина поради која што младите лекари одлучуваат да ја напуштат оваа земја бидејќи не можат да дочекаат 6 месеци, а сакаат да конкурираат за специјализација, ќе се одлучат да заминат и од тие причини јас доколку е ставот ваш да стажот остане, а само да се прошири, да не биде само на јавни здравствени установи, тогаш ние би предложиле, доколку се согласувате, нормално мнозинството е на ваша страна, тогаш нека ќе видиме како ќе тече комисијата. И што сакав друго да истакнам, ми беше дилема во однос на тоа, бидејќи нели ова законско решение предлог измената која стапи на сила со овој задолжителен 6-месечен стаж се случи пред 3 години, да речеме, или во 2019 година кога министер беше Венко Филипче, па се увидува дека не е во добар дел се промислено. Исто така би сакала доколку се усогласиме и одиме со комисијски амандман, мора да не направиме никаков исклучок или превид, ако се согласиме сите, за онаа група на млади лекари кои што, например, во моментов имаат подпишано договор за обавување на 6-месечен стаж кој што е платен, а, например, се негде на половина или 2 месеци од тој стаж имаат обавено или 4 месеци и, например, во наредниве 2 месеци се случи во мај месец да се отвори конкурс за специјализација, па дали оваа група на лекари кои што имаат подпишано договор за обавување на 6-месечен стаж ќе имаат можност да аплицираат за таа специјализација или нив ќе ги третираме по старото законско решение по кое што нели беше задолжителен 6-месечниот стаж, за да нели не оставаме ниту еден исклучок и било и еден доктор во прашање да не има утре проблем и да не може да аплицира за евентуален скор оглас за специјализација. Тоа беа моите дилеми, доколку ми се отвори уште некоја друга, мислам дека ќе го добијам правото за збор. Благодарам, председател.